На кратко да кажам, како се врши телевизискиот пренос. Рече дека има. Стотици мотори се на терен. Добро, ти од страна... Да, мотори. Не ми текнува која беше невиден медиумски магнат, продукцијската куќа, некој. Не, Канал Плюс е како деливерито. Телевизијата бе, Канал Плюс. Да, она е дистрибутерот. Да, Канал Плюс е дистрибуција. Пренос прави. МТВ еден да рече. Дистрибутерот, ама actual фирма е таа boots on the ground. Така. Со луѓе, со апарати, со камери, што го ствара материјалот, што го продава на Канал Плюс, го продава на Евроспорт, го продава и така дале. Продукцијата е безброј мотори со безброј камери, со безброј разни репитери и ресивери у себе, за да се пренесува тој прв видеосигнал на коли и комбиња во closest vicinity, значи во најблиско, значи не иде сигналот од моторот до телевизорот кај тебе. Така, до комбето, од комбето. Иде до комбиња, до коли и до првите хеликоптери. Значи со пелотонот ротираат од 4 до 12 хеликоптери у секој можен момент. За ти да Евроспорт да можеш да гледаш. Не, чекај. Тоа се хеликоптерите кои што го примаат сигналот од моторите и од комбињата. Добро. За Прво сигналот е видеосигнал и тие што има и по неколку коментатори на моторите, не само коментатори, него мораат да репортираат као репортери се. Не репортери за нас да гледаме. Јасно. Репортери за организаторот. Така. За одржување на правилата. Така. За одржување на статистиките. Да. Секунди, минути, кој до каде е поените, сето тоа. Нивните сигнали секој мора да ги isprocesира во главниот процесинг, негде у Париз кај, значи имаш стотици луѓе што се на компјутери, статистиките, правилата, минутите, бла. Па лайф апдейт. Да. Се е тоа тука со хеликоптерите. Имаш прво ниво на хеликоптери, тие неколку 4, 6, 8, зависно како сме се поделила групата, не се поделила каде патуваме, имаме планини, немаме, значи ротираат, прават. Последно време воведоа dedicated хеликоптер за туризам, да фаќа интересни моменти. Оти секое село прави спектакл веќе. Карневали се дешаваат, артистички на нивите, не знам, дела разни, па да ги фаќаат публиките за ентертейнмент, И они се на неколку стотини метри надморска висина. На неколку повеќе стотини метри има втор слој хеликоптери. Врз овие го пратат пелотонот. Апла со нив. А друго ниво на хеликоптери, 2-3, помалце беа или 1-2, се онака од повисоко и само стазата ја пратат. Од прилика оној кадар од горе, точно кој нема кадри од нив. Не, овие се само за сигналот да го земат. Толку? Они не снимаат? Не, нема камери на нив. Они се сигналот од сите овие да го земат, да го препратат на еден авион и уште еден авион што константно лета. Кои што се телекомуникациски центри. Оние воените си ги видел како имат сателајт антена на авионот? Добро, Си видел такви авиони? Ајде да видам. Ваков е авионот и има чинија врз него. Како се вика? Пиши Telecommunication Satellite Airplane нешто. И има еден таков low altitude, кој со сателитска чинија на авионот одгоре, онаков голем Boeing, кој цела МТВ ТВ продукција искочи нешто. Пример бе, некад си видел МТВ камиони кои ќе се испопаркираат покрај стадион? Видел, да. И како да има... Да бе, како на чинијата, онакво, горе. Не тако, поголемо. Добро, ама авионот има онаква класична бе оваа сателитска чинија. Не е таква, не. Или е како ова ова? Ама и тоа е некој интерпретација. Ај, чекај, Тур де Франс ке пише. Anyway, ти Бараш, значи, има еден таков авион кој што е како летеча МТВ, со сите можни уреди што треба, и тој е low altitude. Бре. Ме пратиш ли? Да, тој е low altitude. Имаш таков авион low altitude и имаш уште еден што е high altitude, што е онаков како... Што повисоко може да лета со... Oceanic.
8, 9, 10.000 метри надморска. Ама пази, он само си врти круг. И прима сигнал. Така? Тој што е на 10.000, тие 150 км на земја, него ништо не му се. Така, овие два авиона само 15 минути. само вртат во тој диаметар на денешната етапа. И тоа му е задачата. И прима За сигнали. тие хеликоптерчињата што летаат по патот, Првите да хеликоптерчиња. пуштаат на авионот на кој што тоа му е еден мал диаметар Така. за денес за летање, И од авионот кој што кај одат? авион праќа уште еднаш на тој поголемиот Надгоре авионот. high altitude, за тие два у Париз, централната станица кај што све се процесира. И за тие телевизиски таму? преноси, и за и они назад сега тоа, така не назад, така се спакувано како што треба, праќање на организатор, на Евроспорт, на Канал Плюс, на како што нарачателот нарачал. Канал Плюс нарачал, дај ми пренос, не ми треба ентертейнмент, дај ми од моторите и дај ми Така. и ми треба на мене оверлей да ми даваш, сакам ја на мојата телевизија да ги давам Кои се први? кои се први и не ме интересираат минутите измеѓу.